Добре дојдовте. Денес не чека едно навистина фасцинатно патување во светот на словенскиот фолклор, за да ја откриеме една сосема поинаква, мистична улога на кучињата. Ова не се обични приказни за домашни миленици, туку легенди за духовни чувари, божествени суштества и водичи меѓу световите. Овој цитат, мислам, совршено ја доловува целата атмосфера. Не повикува да размислиме за однесувањето на кучињата од една сосема поинаква, древна перспектива. Време е да го видиме верниот придружник во едно сосема ново, магично светло. Значи, клучната идеја овде е дека во овие култури кучето не било само животно за работа или за друштво. Не. Тоа било свето суштество, еден вид жив мост помеѓу нашиот видлив свет и оние невидливи царства што не обкружуваат. Се верувало дека поседуваат надприродна моќ и имаат многу длабока, духовна цел. Добро, ајде да навлеземе подлабоко. Верувањето во духовната моќ на кучињата било толку силно, што некои од нив били издигнати на ниво на божества. А сега ќе запознаеме едно од најмокните суштества во целиот словенски пантеон. Замислете едно суштество која ја отелотворува целата лојалност што ја поврзуваме со кучињата. Суштество со корени длабоко во земната преданост. Но во исто време, тоа суштество е надарено со крила, спојувајќи ја таа земна верност со нешто небесно. Значи, не било врзано за земјата, туку можело да се вивне кон небото. И токму тој моќен спој на земна верност и небесна моќ го создава Симаргол, божествениот крилес гончија. Тоа е совршена фузија на довербата што словените ја имале во кучињата и стравопокита што ја чувствувале кон божественото. И многу е важно да се свати колку бил значаен Симаргл. Тој не бил некој спореден дух, бил обожуван рамо до рамо со врховните богови како Перун, богот на громот. Неговата улога била апсолутно клучна – да го чува светското дрво, оската на целиот космос и да служи како гласник меѓу боговите и луѓето. Самиот факт што кнезот Владимир наредил да се подигне негова статуа покажува дека неговиот култ бил централен во духовниот живот од тоа време. А сега, да се префрлиме на друг клучен бог, тесно поврзан со оваа тема – Велес. Моќен бог на подземјето и дивината, но и мајстор за менување облици, кој најчесто се појавувал како волк. Неговиот вечен конфликт со Перун не бил само митска битка. Тоа всушност бил начинот на кој древните словени ги објаснувале природните циклуси. Кога Велес ќе украдел небесна стока, настапувала суша, а кога Перун ќе го поразил со громови, дождовите повторно се враќале. Од божествениот пантеон сега се спуштаме назад во секојдневниот живот, затоа што во словенскиот фолклор надгородните способности не биле резервирани само за боговите. Не, секое куќе во секое село имало своја света должност. Ова верување е во самата срж на улогата на кучето како чувар. Нивните сетила не биле само поостри од човечките. Се верувало дека тие гледаат подалеку од превезот, директно во светот на духовите. Така лаењето во празно било жив алармен систем против невидливи закани. Улогата на кучето била длабоко вткаена во животот на домаќинството. Например, пред да се всели во нова куќа, семејството прво го пуштало кучето внатре. Ако тоа било мирно, домот се сметал за безбеден. Исто така се верувало дека кучето има посебен однос со домовој, заштитничкиот дух на домот. Задоволно куче значело и задоволен домовој, а со тоа и среќа за целото семејство. Но врската на кучињата со духовниот свет не завршувала со заштита на живите. Тие имале уште подлабока, уште посвета улога, да ги водат душите на починатите на нивното последно патување. Постои и посебен термин за ова улога – психопомп. Тој совршено го опишува она што тие го представувале. Значи, кучињата не биле страшни предвесници на смртта, туку сочувствителни придружници на најважното патување на душата. Ова е навистина моќна слика. Завивањето не било жалење, туку препознавање. Се верувало дека кучето буквално ја гледа душата како го напушта телото и со своето завивање и дава знак, можеби дури и го осветлува патот. И ова не се само бајки, постојат и историски докази. Например, арапскиот писател Ибн Фадлан уште во 10 век запишал детали за погребни ритуали каде кучињата биле жртвувани за да го придружуваат својот господар во задгробниот живот. Дури и кога не биле жртвувани, самото нивно присуство на погреб се сметало за добар знак.
Ова покажува колку длабоко било вкоренето ова верување. Сега, да го пренесеме сето ова во денешно време. Може би изгледа дека овие древни верувања се одамна изгубени. Но нивното ехо се уште може да се слушне денес, на многу суптилни, но значајни начини. Како што може да се види, кучињата имале повеќекратни, навистина длабоки улоги, од заштитници на домот и врска со божественото до водичи на душите и спектрални чувари. И најважното, сето ова остава културно ехо кое одекнува и денес. И кога сме кај доказите, да се вратиме на митот за Велес именувањето облици. Археологијата ни дава неверојатни потврди. На наоѓалиштето Красно Самарское пронајдени се докази за ритуално конзумирање на кучиња и волци. Се верува дека ова било дел од ритуали за иницијација, каде младите воини символично станувале волци за да добијат сила. Ова покажува дека митовите не биле само приказни, туку били и дел од живи ритуални практики. А влијанието е буквално насекаде околу нас. Популарниот серијал The Witcher, кој потекнува од полски автор, е целосно натопен во словенскиот фолклор. Многу од суштествата, духовите и концептите се директно инспирирани од токму овие древни митови за кучиња, волци и менувачи на облици. И така, кругот се затвора. Овие древни митови ни нудат една рамка за разбирање на кучињата која оди подалеку од чистата наука. Тие ја слават онаа длабока, духовна врска што ја делиме со нив. Па така, следниот пат кога некој четириножен пријател ќе се загледа во нешто што не може да се види, вреди да се потсетиме на овие приказни. Можеби, само можеби, тој ја продолжува својата древна улога како чувар меѓу световите.